Девојката која успева со помош на шминка секојдневно да ги трансформира во совршени убавици девојките и предизвика бура од позитивни коментари. Не само во незиното студио, туку и од многобројните следбеници на социјалните мрежи, кои обожаваат да ги следат сите незини нови туторијали и трансформации, која во нашиот град успеа да донесе некој нов и досега непознат тренд од светски ранг. Успеавме да ја викнеме на разговор и да ни раскаже како тоа совршено успева преку уметноста на незината вештина и со помош на шминка да го достигне тој успех. Дали е тоа незината преголема амбициозност за успех или пак е незиниот животен стил, ја викнавме да ни раскаже Андријана Станковска, мејкап артист од Велес. Но да не забораваме дека незините видеа за така совршено да изгледаат, таа не би го постигнала овој успех без помош за техничкиот дел од незиниот брат Дарко, кој е продуцент на незините видеа. Добро утро и добро ни дојдовте во нашето студио. Добро утро. Добро најдовме. Благодарам за поканата. Андријана и Дарко, навистина ни е чест што успеавме еве први да ве викнеме во нашето студио и да ни бидете наши гости. Најпрвен ќе поразговарам малце со Андријана. Еве што значи да си мејкап артист или пак на македонски литературен јазик шминкер? Шминкер, да. Па според мене да се биде шминкер или мејкап артист значи да имаш способноста, умешноста кај секоја девојка да ја истикнеш убавината. Бидејќи секоја девојка е убава, нема неубави луѓе. Секоја девојка има своји различни црти и треба да ги истекнеш со помош на шминка, се разбира. И да ги скриеш или да ги покриеш незините неостатоци, бидејќи никој не е совршен, секој си има своји неостатоци. И тоа ми е мојата цел. Еве, со твојата професија веќе се занимаваш неколку години, односно тоа е една вештина која што ти ја поседуваш. Еве да поразговараме малку за твоите почетоци. Дали ти одеше на некој курс или па можеби ова е твој талент која ти сама го откри? Не посетував курс. Всушност бев на факултет архитектура и никогаш не помислила дека ова би било професија. Почнав како хоби, почнав да шминкам, тоест почнав да гледам YouTube туторијали. И почнав да учам од нив, бидејќи бев премногу зафатена со факултет, со учење, испити и слично, и сакав да одам на курсеви, да, прашував на многу места, но не успев да отидам, затоа решив сама да се научам, а денеска интернетот како не го искористиш, се има на интернет. Почнав да гледам YouTube туторијали, така и запознав многу шминкери, моите омилени идоли, кои и денеска крадам идеи и слично. Почнав да гледам, си порачав шминки, почнав да вежбам на другарки, на пријателки, на себе, највеќе на себе. И така почнав. Никогаш не помислела дека би имала професија, но денеска се уште шминкам и не ми го заменила за ништо друго. Ете, спомена дека не си посетувала никаков курс за шминкање, но сепак ете успеа тоа сама да го создадеш и да го направиш и да успееш во твојата работа. Еве, дали постојат некои правила во шминката според тебе и колку ти ги применуваш тие? Па да, постојат, но јас не ги следам баш. Ја мислам дека секој шминкер треба да си има свој стил, кој сите тие правила си ги учиш додека шминкаш, значи се е пракса, се е работа. Ти само треба да гледаш како да го нашминкаш, како да нашминкаш секој лице. Секој лице е различно, секој има различен облик на лице, различен облик на очи и слично, боја. Со текот на шминкање, мислам, со текот на работата во пракса се учи. Значи има правила, но никој не треба да шминка по книга. Тоа мислам дека е грешка, многу луѓе така шминкаат. Мислам дека треба секој да си има свој стил и секој човек, тоест девојчињата, одбираат кој шминкер додат, нема еден најдобар, секој има свој стил. И кој на каде му се допаѓа, таму оди. Еве, ние од редакцијата на К1 телевизија успеавме да дознаеме дека ти си живеела и работела како шминкер во Стокхолм, во Шведска. И ти успеа да бидеш дел од неколку шведски магазини кои што еве ги донесе тука и што можеме да видиме. Како се случи тоа? Да ни раскажеш. Живеев 2 години, се вратив пред 1 година точно. Од која 1 година работев во салон за убавина, 1 година не, додека чекав документи. Мислам дека таа година највеќе напреднав, затоа што немав работа, значи се дома и почнав да вежбам на себе. И започнав страна на профил на Инстаграм, каде што секојдневно се шминкав, постирав слики.
така ги добив следбениците што ги имам и ден денеска и добивам се повеќе. На себе највеќе научив да се шминкам. Заради Инстаграмот и ме препознаа таму. Ме најдоа, ме викнаа да работам во тој салон, кај фризерка. Сакаше да соработувам со неа, она немаше шминкер во салонот. Јас дојдов и благодарение на неа сум и ден денеска во списанијата. Работев на фотосесии со модели. Мислам, да, со модели. Како изгледаше сето тоа? Да ни раскажеш Искрено хаос. како е со светски модели и сето тоа? Да, хаос, ама не знам, интересно е, тоа е едно искуство во животов. Се одвива цел ден, не јадевме буквално цел ден. Се е на брзина, таму нема полека, нема како тука што шминкам во салонот 1 сат, 40 минути, зависно од шминката. Таму мора да нашминкаш за 20 минути, ми беше напорно и тешко, но се исплати. Беше баш интересно да запознаеш модели, фотографии, да влезеш во тој свет малку. Интересно. Да. Ете, имаш искуство и со швеѓанките. Како тие се шминкаат? Еве една паралела помеѓу македонките и швеѓанките да ни кажеш. Има Како многу сакаат разлика. да изгледаат? Има многу разлика и не ми се допаѓа тој стил на шминкање нивниот, затоа што се е природно. Не можам да го истекнам од талент, не можам да напредувам, да бидам креативна како тука. Балканот е многу поразличен од Скандинавија и слично. Тие сакаат природно, сакаат да изгледаат како да немаат шминка, сакаат да имаат пудро како да немаат пудро. Ми требаше долго време да се навикнам на тој стил. Потоа ми требаше долго време да се навикнам кога се вратив на овој стил. Затоа што знаат како се шминкаат кај нас, да биде појако, да биде впечатливо, да се познава дека си нашминкан. Што мене тоа ми се допаѓа нормално. Да. И не би шминкала Скандинавија. Сепак Или тука би сакала да, повеќе да ги да, издржиш да. своите идеи. Да. Еве, имаше, освен што шминкаш, дознавме дека твоите идеи ги даваш преку совети, преку снимани видеа и туторијали, кои се ета на светски ранг, но ти еве успеа да ги донесеш и кај нас во Македонија. Еве во моментов можеме да видиме дека оди едно видео од тебе, како ти ги даваш твоите совети, од кои издвоевме едно од поубавите видеа. Може да ни кажеш како дојде до оваа идеја? Мислам дека сосема случајно, мислам дека седевме со брат ми, пиевме кафе. Едно утро бевме слободни, буквално, не знам како беше Даре? Еве да ни кажеш како се случи оваа идеја за да почнете да правиме нешто интересно, зашто да не снимаме, имавме апарат убав. Ајде почнеме да снимаме и буквално далите- случајно, да. Он почна да учи. Не, помага. И дека беше оно во Шведска, да, сеќаваме дека. Да. Со Инстаграмот. Он има искуство Да, од некои страни. совети, да, со околу пред тоа работев маркетинг нешто така, имав искуство исто и со едитирање со видеа. Немав снимано такви работи по сега. Ама и давав некои совети за Инстаграмот. Како да напредува таму. И Точно ете интернетот е секојдневие во Да. во Да. нашиот живот. така нешто почнавме, па тука не се сеќавам точно како продолживме со Да, снимањето, ама не- ајде да, да пробуевме неколку пати. Земавме опрема и пробувавме, да. Да, порачавме доста опрема. И продолживте со снимање на овие видеа како ти После- даваш совети и како тие да ги применуваат девојките тие почнавме совети. од Да, совети. Врвот на шминката е да успееш да се трансформираш во друг лик. И ти успеа да го направиш тоа. Нешто што навистина досега еве јас не сум го видела и беше навистина интересно и кај нас и сите што тоа го погледна. Сега предлагам да го погледнеме видеото со трансформациите кое што Андријана успеа да го создаде. Режија? Here's Johnny. Hey,
sell me this pen. Planets will align. It was the Illuminati who swore to bring their ancestors back to life. Time will stand still. Have you ever heard of the Clock of Ages? It gives its possessor power of the light. And the fate of mankind Eternal hell revives! will rest in the hands of one. Don't start. You're quite an authority on things ancient and mythological. That's why I travel. It's an ancient clock. It was hidden in a secret room. It glows, but it's getting brighter, like it's counting down to something. You can build, destroy, move back and forth through time. The future is yours now, Lara. You're the only one with the strength to destroy the power of the light. We can be partners. You might try to kill me. I'm not gonna kill you. I said you'd try. Еве сме назад во студио, ги погледнавме видеата, се надевам дека ви се допадна. За ова да го создадеше на вистина тешко. Ова Андријана ги искористи главните ликови како што се Леонардо Ди Каприо, Джек Николсон и Анджелина Џоли како инспирација за своите видеа и токму што кажуваат тие во тие филмови кои што ги снимаат и нивната главна мисла во тој филм. Еве Андријана, да поразговараме како дојде до идејата да го снимиш ова видео. Како се случи тоа дека ти го Како дознав така? Можам да се трансформирам? Да. Сосема случајно исто. Снимавме некое видео и нешто не одеше, значи нормално не е секогаш совршено, некогаш нешто не оди, имав проблем со зборувањето англиски и Дарко ми се смееше. Да, тешко е да се Да. зборува на македонски кога си пред камера. Да, не, на англиски и нормално некогаш се караме и имаме конфликти, тоа е нормално. Нормален Секој дел од работи, работата. да, буквално ми рече, значи не те бива, нешто не, така нешто, тој смисол. И бевме лути неколку сата и кога се нервирам имам желба да правам нешто ново и за инат. И затоа гледав некои видеа на YouTube, сакав да пробам нешто друго, гледав Дрейк како го прави една девојка, шминкер исто, што се трансформира. Ми изгледаше лесно и едноставно и одлучив да пробам. Прво да се трансформирам самата себе во старица. Успеав, беше интересно, беше смешно, го постирав на Facebook. Другиот ден успеав да се трансформирам во Дрейк и беше успешно. Па во Джек, па Анджелина, така нешто и сватив дека можам. Всушност, да се трансформираш треба да го анализираш едниот ликот во кој ќе се трансформираш и твојот си го знаеш нормално и да ги менјаваш структурите на лицето со помош на контури. Се во моќта на контурите, додаваш сенки ако сакаш нешто да биде помало, осветлуваш делови кои сакаш да бидат да се поизразени и на тој начин со тие техники се трансформираш во некој. Но многу е битно да имаш слична форма на лицето. Како Леонардо Ди Каприо, таа мислам дека беше најуспешна трансформација, затоа што имаме слично лице. Слична форма. Да, слична форма на лицето и така изгледаме исто, буквално, освен немам плави очи на видеото. Изгледаме, мислам, таа е најдобра трансформација до сега. Како е тоа успеа да направиш, како изгледа косата, што Косата, правиш за косата да ја ставиш? Во мојата, за да изгледам така, Да, да немам како коса, Леонардо. како Келава, да, во мојата коса ставам лепак. Лепак и тој создава некоја кога се суши лепокот, како мазна површина создава на кој можеш да ставиш пудро без да се гледа косата. И буквално изгледа како да сум Келава на тоа место, а брадата на Леонардо Ди Каприо мислам дека ја сечевме од вештачка коса и ги лепевме влакно по влакно. Тоа е тешко и долг процес, да. Колку време траеше изработката на оваа трансформација? Секој лик е различен, од минимум 2 сата до 8. Кога снимаме посебно, снимаме цел ден, мислам. Тоа е твојата работа, а потоа Цела. продолжува Даре. Она има неколку денови се спрема, прво го разработува, ја додека не видам дека е совршена, нема шанси да снимаме, Критичар, да. после договараме ден, и од кога ќе договориме тој ден, од са бајле 9 сата, почињаме цела. И како оди еве една процедура?
додека вие снимате? Може ли да не раскажеш? Па, А вака. задината додека Прво- испадне ова совршено. Да, така. Прво ние студио ние днема да соба. Добро. Значи разбестуеме Софината Имаме у зид зелено Да. платно, снимаме на Си зелено. имаме за колор од зидот буквално грин скрин зелено платно, нели? На него работиме веќе 2 видеа, мислам. Да. Затоа има позадина таква филмска. Филмска позадина. Така што сакам, можеме да правиме на платното. И местиме, нели, осветлување се. Почиње она да се шминка, да, и трае 5 сата сигурно. Да, ја снимам, ја сликам у текот цело време, сум натаму на кафе едно друго, како. Кафе. Да, Кафе. помагаш. Така отприлика оди. Кога при крај кога е, па ја цело време наоѓам забелешки, да ја потсетам, од она ке затопи у нешто, ја гледат Секогаш е the big добро да picture, се не ја гледат. за нели? нешто да биде Да, подобро, да. треба мани да се Така, даваат. да, ја ако не ја потсетам. И критики. И на крајот косата ја правам, не А, кажа. да, да. Не ја Како? била за машка коса, леќето ли се башки ликови. Не ја била за машка коса си и помага Фризерот многу. им помага, значи он е фризер. и Значи помага. покрај техничкиот Се. дел, ти помагаш Да. и при снимањето и за мотивацијата, што е И нешто мотивација, знаеш, најбитно. ако да ја Мотивација, карам, да. не, ако Да, ме реално мотивира така многу. За Како инат. изгледа? да, мора тоа да инат. нервирам да напредува. Да се не. И така, иначе тоа да, и од шминки се разбирам нормално. Ја одам по Што шминки, препознаваш ја каде и хубаво војките? шминки у Солун сам. Таму ме научија више ме знаа. Да, само јас сум баш константел. И Дали препознаваш еве девојките како се шминкаат? Дали е тоа добро ме или лошо? више ме нервира и мене, да. Одам по улица, како се разминувам, ги забележувам како е нашминкан. Дали е тоа ми убаво више- Мана ми е Да. професионално, да. Не сакајки. Знаеш што се Не контури. сакајки. Може да ти Не објасни он што се контури, како се создаваат, да, се баш знае. се, ја некогаш ќе ги пишувам текстот, нели, малце, ние Да, он е повеќе учител, има таква е способност. англискиот малце лош. Она разбира се, ама кога зборува со Се. 3 збора, со 3 збора си прави цел муват. Текот на Да, и времето морам да ги се напишам се некој текст. подобрува. Да. И така. Сега да поразговараме малце за техничкиот дел, еве она тоа што ти го работиш. За вака да изгледаат совршено видеата, навистина Така, треба Да. голема работа. Значи тоа е денот на снимање, кој ќе помине, значи завршуваме со тоа, само снимаме тој ден. После почиња мојот дел. Едно недела дена. 2-3 дена ми треба сигурно да го комплетирам видеото. Ама после тоа многу пати се навраќам, го коригирам. Не ми се свиѓаат некои ситници. Перфекционист. Да, баш перфекционист сум за тие работи. Додека не е совршено, дури може да биде после толку време да не го објавиме видеото, значи ако нешто не ми се свиѓа минимално, ништо од поново се преновува, па снимаме, па се цела процедура. Ако нешто не ми се свиѓа, тука се караме малце. Да, отидеме случај кој викам, не снимаме, значи кога снимаме не така, вака, и она, и после немам материјал за да го склонам видеото. Целосно По- се работи. побрзо да Да, не испадне, треба, сум нели, возбудена за побрзо да биде. Материјал, она си гледа да се нашминка, убаво, викам, не е само да се нашминкаш, треба нели да го Треба прикажеме да на биде- видеото, да биде добро. И така. Дали Од недела претходно дена. си се занимавал со видео едитирање Имав или искуство, да, некои 5-6 месеца претходно. Друго работев нешто маркетинг. Имав искуство со едитирање само. И почнавме да снимаме првите видеа. Тогаш ни беа добри, ама сега кога ги видиме, не се свиѓа дич. И Сега се дури смешни. ги бришеме некои. Да. Значи многу сме напреднали од тогаш. И беше ли тешко да се научи да се совлада ова? па да, релативно многу е обемен материјал, значи долготраен процес е Многу учењето. Колку еве програми користиш ти? Како Вака го правиш видеото? Работам на сите програми, повеќето програми на Adobe. Значи професионални, супер се Adobe се намрувам. Од Photoshop, Audition користам, Adobe Audition за звукот, лепење на звукови. За видеото Premiere Pro и Adobe After Effects, тоа ти е Че сепак врвот, твојата работа да, е значи техничка. комплицирано е. Тоа е најчесто прашање ни е тоа и на Instagram, која апликација користиш? Која Нели, апликација? која апликација? Тоа кој ќе го видиме, значи ја недела дена се вачам со 300 работи. И апликација така го било лесно, нели? Ќе било Воопшто не е ништо Да. лесно. За да успееш, треба навистина труд.
Да, баш и така. работа, за да го постигнеш тоа што го сакаш. Да. Пред се Талентот е треба само 10%, 90% е работа и работа. труд, жел, мотивација треба голема. Да, мотивација. Плюс овака многу ние се сложуваме у тие работи. Се Идејата мотивирате ни е, еден со друг. мотивацијата ни е иста, идејата ни е, крајната цел ни е иста. Мислам дека има многу Тоа е идеи. многу лесно ни помага. Значи нямаме некои конфликти како работа. Како Ситни. што рековме, нели, за да се постигне нешто што се сака, навистина треба голема мотивација. Огромна Не е работа мотивација. од еден час, туку е работа Не. секојдневна. Не. Многу од луѓето ете мислат дека Андријана работи само Баш. петок и сабота. Колку Андријана работи? Петок и сабота шминкам. И немам ноќен живот. Затоа што шминкам по 12-13 сата, морам да спијам за другиот ден, пак да шминкам за да станам од 6 наутро и нормално дека невеста да дојде и она не би сакала ја да бидам цела ноќ во ноќен клуб, да знае дека утре треба да нашминкам за најбитниот ден во нејзиниот живот. Морам да се одморам, да спијам, ретко излегувам, особено во летните периоди, навечер за викенд. А тие 4 дена што им се слободни, снимаме, ден-два снимаме. Сега почнав и да цртам. Ето, успеавме да видиме нешто ние од реакцијата на Карен телевизија повторно. Гледавме низ твојот профил и видовме дека Андријана започна и да црта. Како се Да. случи тоа? Това ми е како ново хоби. Ново хоби. Да, ново хоби за релаксација, буквално. Мораш да признаеш дека неколку луѓе те советуваа за тоа да, Да. го направиш. Памела Дамчевска. И рече, ти знаеш како можеш да црташ? И јас друга ден му рековам, да, знаеш како можам да цртам? И он се изнасмеа. Архитект, архитект, шминкер, Рече, сето ти не тоа знаеш се. можело да... Викам Пикасо после дорега, викам. Пикасо да. И Првиот цртеж беше Даре. Како реагираше тоа утро? Даре беше малку надвор од неговите пропорции, па изгледаше како карикатура, но следниот беше подобар. Да. Да, бидејќи немам учено ништо пропорции, таму ме правило нормално, Да. јас така се цртав. Веќе во По моje. уметноста постојат правила. Еве, разговаравме дека си навистина зафатена петок и сабота, исто и другите денови кои што ти шминкаш и гледаш да се усовршуваш и да напреднуваш. Како твојата професија се трпи со твојот живот? Како тоа изгледа? Па така како што кажав, немам. Сега, додека немам многу свадби, е по окей. Релаксирано. Можам да излезам на летно време, не ни сакам, затоа што си преморен нормално и треба голема обврска е, одговорност и морам да се одмарам и да работам по 13-14 сата, имам нормално проблеми, секоја работа си има своји проблеми. Со болки во грбот и слично, масажите тога спасуваат и продолжуваме. Во мојата работа мислам дека ако не ја сакаш, ќе се откажеш, особено во летните периоди кога има премногу работа, премногу свадби. Ја не се откажувам нормално никогаш. Ја обожавам и со секоја нова клиентка која доаѓа, буквално јас сум преморена, ама сакам да ја направам најубава, да би се чувствувала најубава и реакцијата нејзина Која е ми дава- реакцијата еве? Има многу чудни Има реакции. многу. Да, има многу чудни. Некои луѓе Кога ќе се погледнат во одгледало дека тоа не е нивниот лик, дека ти си да, совршено да ги нашминкаш. Има многу луѓе кои тако се во природа едноставно се гледаат, ми викаат супер, окей, фала, пријатно. И јас не знам дали стварно е супер, потоа гледам слики на Facebook или ми пишуваат пораки, ми заблагодаруваат дека биле преубаво шминкини и слично. Има луѓе кои врискаат, магушкаат, фала. Мислам, знаеш кои се тие луѓе. Да, знам. Секој различно реагира, значи И низот коментари. да, и коментари. Секоја реакција ми дава сила за следното и тоа ми е најомилениот дел од работата, нивната реакција. Делот од твојата работа е девојките да не се погледнуваат во огледало, се Да, до не самиот давам. крај. Да, не давам за да се погледнуваат, тоа не може да го сватат, но кои ќе се погледнат без моја дозвола, а зошто ова вака, затоа што не е готова, Не е значи готова. да. Прво е хаос на лицето пред да стане перфекција, значи скроз до крајот најубаво е да не се погледнуваат. Потоа може да ми кажат ако нешто не им се допаѓа, потоа ме караме посветол или било што. Слободно може да кажат. Нормално постои корекција, секој гледа различно, мојот стил, нејзиниот стил некогаш не се исти. Ако треба поправам и се е окей. Ќе го направиш тоа.
Интернетот и социјалните мрежи се секојдневно во нашите животи. Не можеме денот да го замислиме без Facebook, YouTube и Instagram. Ти имаш навистина многу следбеници, ете спомена како успеа во тоа. Може ли да ни кажеш како се постигнува тоа, бидејќи за многу луѓе е сепак тешко? Тешко е. Многу е тешко. YouTube, Instagram, заедно тоа е full time job. Тоа е стварно, ако сакаш да го... Ако не беше брат ми, немаше да почнем YouTube, затоа што е огромна одговорност и работа е. Буквално, како што кажа он, многу работа и да шминкаш уштерии, да работи со клиенти и да работи со YouTube заедно. Да, јас да едитирав, немаше шанси да го постигнам, не. Без даре. Многу работа е, да. Full time job е за двајца и тоа. За двајца. Да. Два full time job. Многу работа, не за еден. А јас сакам да работам со клиенти. Живеев така само на социјални мрежи една година кога бев во Шведска, но не ми се допаѓа. Тоа е ностоп затворена дома, на телефон, се шминкаш, постираш, не ми се допаѓа тој начин на живот. Само тоа да го работиш, вака Не си социализиран. Да. Во реалниот живот повеќе си... Во реалниот живот повеќе ми се јаде да шминкам. Трпи тоа последици, сепак не ни е нас животниот стил да бидеме затворени дома и постојано да го правиме тоа. Да. Вака е подобро. Колку следбеници имаш на Инстаграм? Инстаграм скоро 22.000. Скоро 22.000. Со напорно работење? На Facebook околу 16-17 мислам сега. Од кај се од светот те следат? На Инстаграм од секаде. Што коментираат ете, некои интересни коментари? Дали им е интересно твојата работа? Има позитивни, има и негативни. Негативни ретко. Позитивни има многу, да, и тоа ми дава мотивација. Тоа е најбитно. Да. Еве, многу се фрустрира од негативни ја цело време ја. Не, тоа беше за едно видео, да. Може ли да разговараме за тоа видео? За Морган? Да. Да, го Што направив. се случи? Се трансформира во Морган Фриман. До тогаш немавме слушнато, најверојатно и тука на Балканот никој не знае што е blackface. Тоа било во 19 век. Во 19 век, кога црнците биле робови, белците ги смејавале со тоа што ставале црна боја на својот лик, го оставале делот на устата и очите празен и ги смејавале. И тоа го поврза со моето видео, кој што се трансформира во Морган Фриман, кој го возвишував Морган Фриман и неговиот говор, таму има говор, но никој тоа не го примети. Сите ме нарекуваа расист и blackface. И на почетокот ми беше чудно, значи сите ми кажува Дара, се замараш, значи ти не си тоа, не си го направила намерно, не е тоа ништо. Но мојот лик се вртеше и уште се врти на сегде по страните, да. Како се чувствуваше ти? На почеток. Те нарекуваат така да. Многу луѓе од Америка. Да, многу луѓе беа 50-50, значи они само меѓу себе се кара. Само меѓу себе се кара и беше хаос. Не бе 50-50. Даре, ти како? Имаше... Да, не се. 10 милиона вјус имаше видеото, а имаше 2000 негативни коментари, напишани од деца. 300. Во главно. 300 само луѓе. Значи тие 300 луѓе по 100 постојано коментари. се кара. Да, себе, да. Тие 300 луѓе беа против и други што сака контра нив, значи да од наша страна многу ги вреѓа и се откажува едноставно, да. Значи тие се повеќето неталентирани црнци, значи имаше и талентирани што го разбираат дека тоа е уметност. Да. И ми пишува, воопшто не се секира, значи не се не грижува, не ништо лошо не си направила. Црнци ми пишуваат, значи пораки, огромни реферати. Тоа не е... Да, и ми даде тоа мотивација, но сепак на крај стварно беше хаос. Хаос на страната, кај мене можеше да се изврши. Го избриша видеото. Таму уште да врти. Уште врти на сегде. Уште врти го имаат многу шернато на Инстаграм и па го има. И уште коментираат. Дури да, уште коментираат истите коментари. Намерно го споделуваат за да има расправија и драма на вјус. Значи другиве фан Инстаграм профили го споделуваат начинот на работење, да си прават публицитет, значи се реклама. Да. Публицитет преку друг труд, да, што е најлошо и драматично. Видеа тоа цело време го објаснува дека тоа е добро за нас, оти покрај тие сите тој лош публицитет ќе го видат многу луѓе што го ценат нашиот труд и идат. И стварно има многу фоловерс од тоа, многу фанови добивме од која е тоа видео. Се конектирав со многу фанови, значи ми пишува пораки огромни, каде што ми објаснуваа дека
дека ме поддржуваат, дека не сум направила ништо лошо, затоа што ја не направив ништо лошо, они така само размислуваат, секој си гледа од своја Пробавме да перспектива. им објасниме, да. Пробавме, да. Пишував неколку пати, си извинив на крај. Не разбираат, значи тоа се... Тоа е Во главно беа деца, ја да отворив на некој профилите, деца беа од 14 Што години, не не разбираат. разбираат, сакаат само драма и да Не ги скараат. интересира шо е. ја. Интернетот е за се Да. и сешто. Обично луѓето сакаат драма. Еве, ги коментиравме Facebook, Instagram, YouTube. Дали, освен во Велес, каде ти шминкаш на друго место? Дали одиш и во некој од другите градови од Македонија? Да, да. Одам се секаде. Каде и ќе ми закажат. Каде А. најчесто еве добиваш? Како те контактираат луѓето? Ме наоѓаат на страната, ми го наоѓаат бројот, се јавуваат, се договараме свадба негде невеста, примери неколку девојчиња и одиме. Скопје, Делчево, Охрид, сегде. Кај ќе ми викнат таму. Тие задоволни сте од твојата работа? Да, да. Да. Нешто што е ново и не. Да, да, да. Така. Кој е вашиот план во иднина? Еве првен Андријана, ти, па после за видеото да разговараме. Што ќе се случува понатаму? Дали ќе ни откриете нешто? Што ќе се случува? Не знам. Ние не знаеме. Многу големи планови имаме. Големи планови? Планови не ги откриваме додека не бидат. Да, Додека не да. се случат. Да не кажеме дека не се случат. Сега сме моментално не е голем проект. Ќе биде за 2 недели мислам А, дека не, ново ќе видео. објавиме видео, да. Уште не Поразлично. е снимано, че го спремаме, ќе биде Различно видео. поголем проект е. Различно видео. Така да. Да, сакам се нешто ново. Имаме цело време добри Значи идеи. имате постојано нови идеи, Така сега што да со направите. но Да, така ни почиња секој утро. ново знаење сега што Е, имаме. даре. Ей, да, знаеш. Како, Текла и што јас да го- направиме денеска, што ново? Така ни Така. почиња секој утро. Баш Кафе и така, се баја, нови се кафе, идеи. дека Тоа е сепак, Свести, мислам да? дека тоа е едно од правилата за успехот Да. во животот на секој човек. Да биде мотивиран, Мотивација. постојано да работи. Нормално дека некогаш паѓа мотивацијата. Да. Значи секој човек нормално паѓа. Посебно тие критики Не, да, тоа ме твојата мотивираше мотивација повеќе. те мотивираше Да, повеќе. да. Пола некаде неколку сата не ми беше добро. Значи бев збуната што се случува, не знам. Но сега не може никој таков негативен коментар да допре до мене. Значи тоа ме направи поека, не знам. Мене ме мотивираше многу. Ете и Даре како што кажа, лошиот маркетинг, сепак нема лош маркетинг. нема нема лош лош. маркетинг, да, сека маркетинг. Тоа е може би ќе маркетинг. предизвика бурана и на позитивни Па А те така зајакнува покрај- се го случи. и те зајакнува Да. за да бидеш подобар. Баш Да, те мотивира да им докажеш дека не да им докажеш нив, себе си докажеш дека можеш подобро и дека ќе направиш подобро. Еве, се приближуваме и кон крајот на нашиот разговор. Еве, Андријана, еден совет до сите наши гледачи кои што сакаат да бидат шминкери, а исто и од Даре за како тие правилно да едитираат за некој што се запознаени со овие видеа. Прво треба голема желба, значи пред се за да научиш. Како тоа да го направиш? Па вака ја се има на интернет, да, зимав онлайн часови. Се учев на интернет, значи на YouTube има и туторијали, многу луѓе се обидуваат да објаснат. Навеќе што треба е ти да сакаш да се посветиш навеќе на тоа. Многу Значи се да, посветиш. многу се посветиш, да се Ако навистина сакаш, да, ќе и тоа научиш. за толку да се посветиш треба многу да го сакаш тоа. Че да те интересира. Да, исто и со шминката. Бидејќи немаш моментално додека учиш тоа, некој си година дена, немаш никаква финансиска надомест за тоа, че тоа треба да ти биде желба. Да знаеш дека ќе имаш понатаму. Сега ќе го получиш. Да Треба знаеш да дека се имаш. трудиш да Мислам, знаеш дека Да, понатаму. ништо не иде. Долготраен процес е, не ако било толку лесно си да ги биде, нели? Да. Да. А за шминкерки Ајде, Истото важи Андријана. горе Тоа доле. истото. Горе доле Истото важи за Да, но сепак треба, ја мислам шминкерот да се создадат свој стил. Нормално дека ние сите копираме од врвните шминкери, се копираме, но сепак мислам дека треба да имаат свој стил и да работат на него, да го покажат свој стил, да не се срама да се покажат својата работа. Значи секој греши, и јас имам милион грешки, секој греши, но да се трудат повеќе и повеќе и да успеат нормално ако сакаат. Еве, кој е твој омилен шминкер? Кој што спомена? Неколку. Некој од идеи што... За совети, Уейн Гош, он дава највеќе совети и најреални ревју се вика тоа за сите продукти, бидејќи се е спонзорирано на YouTube
другите шминкерки, сите лажат да кажам. Нормално, тоа е Да, спонзорство, реклама спонзорирано за на фирми. продуктите. Он дава најреални совети. Како да се постигне тоа. Да, најреални совети за шминки. Другите ги гледам, ги следам. Жаклин Хил, и она е спонзорирана, ама добро шминка, она е добар шминкер, има добри совети. Има добри техники за шминкање. Амризи, таа е на Црна Горка, Амра, таа е многу добра. Хедер Мелучи, како беше, тој е многу добар. Дали Исто. имаш нека комуникација можеби со некој од девојките од Македонија, некој шминкерки, па дури од пошироко, некоја меѓусебна консултација како Консултација не, ама имам пријателство на Инстаграм. Најчесто имам со некој додека бев во Шведска, имав повеќе. Сега немам време толку за Инстаграм, тогаш имав многу време, бев нон-стоп на Инстаграм. Сега во скоро време имав со некој од Балканот, некои добри шминкетки, face painting. Мислам дека имате гледано видеа се вртеа на Facebook. Кој се претвора во кукла. Не знам дали се сеќаваш? Не морска. Со face painting Мислам дека мега имам парти погледнато се. такво нешто, но не сум сигурна. Како изгледаше тоа? Не знам како да го опишам. Она се претвора во дрвена кукла со помош на бои. Не е битно. Имам комуникација со некој од нив. Можеки имам и некоја соработка со нив. Еве, нешто да ви открием. Токму ете Да. тоа да ни откриеш нешто. Да, нешто да ви открием. Можеки имам некоја соработка со нив и тоа. Инаку треба да имаш комуникација со шминкерки, сите не треба да ги сметиш како за конкуренција, треба подобро е да живееш со нив, да се делите совети, искуства и слично. Еве еден совет до сите кои што сакаат да бидат успешни мејкап артисти или шминкери. Како тоа се Свој постигнува? стил, многу работа и Много работа. И многу Многу и многу работа. И комуникација со други шминкери. Најдобро. Следење на нови трендови. Да. Така натаму. Ето тоа беше се. Јас ви благодарам премногу што ја прифативте кај нас поканата првен да дојдете во нашето Благодарам. студио. И тебе? Се надевам дека ќе реализирате сите проекти кои што ги замисливте во иднина, дека ќе успеете во тоа и дека ќе имаме повторна средба. Благодарам.